Одвој успеавме да спасиме жива глава. Ако не беше полицаецот да ме изнесе надвор, со сигурност ќе се угушев. Вака се уште во шок раскажува Даринка Гребенакова, која вчера заедно со својот сопруг и син завлакно избегаа на огнената стихија. Куќата целосно е пеплосана откако експлодира и плинската боца. Огнот им го уништи единствениот извор за екзистенција, пластениците со ретко овошје. Ја имам виза за Америка, пошто кај ќерка ми стално одам. Јас ја треба да бркам и тоа, да видиме што ќе биде. Картици, пари имав од ќерка ми што беше пратила готовина. Се е тоа изгорено, затоа што луѓето, милицајците ми извлечеа. Јас кога почна пожарот се обидував со мојата пумпа да ја вклучам за да гасам, ја имам доволно вода. Немаше струја. Јас немам што да гасам. Официјални информации за тоа како дојде до пожарот се уште нема. Сепак местното население посочува дека огнот почнал да се шири во близина на трафостаницата. После испаја трансформатор, еве го таму доле. Трансформатор најверојатно првиот пожар струјата каваато, сега од струјата каваато, нешто се случува, што се случува. Општина Карбинци денес испрати писмо до ЕВН, во кое барат да се санираат паднатите електрични столбови во неколку плачковички села. Огнот пеплоса над 100 хектари земјоделско земјиште, 2 вили, фотоволтаична централа, објект на македонски шуми, како и препумпна станица за неколку села. Првичните штети, значи, допрва се утврдуваат финансиски колку се, меѓутоа за мене побитна работа е дека помпната станица е во функција и овие населени места имаат здрава и чиста вода за пиење. Дополнително, штетите на земјоделските површини ќе оставиме некој разумен рок да жителите ги пријавуваат во канцеларијата на општина Карбинци. Честите пожари уште еднаш на виделина ги изнесоа системските проблеми со недостатокот од пожарникари и стари возила. Анализите покажуваат дека просечната старост на противпожарните возила во државата е околу 30 години, а противпожарните екипи десеткувани.